колеги, почитувани медиуми и македонска јавност. Во политиката, исполнувањата на ветувањата дадени пред почетокот на извршувањето на задачата, добиена директно од граѓаните, го определуваат интегритетот на личноста на крајот од мандатот. Не случајно, мојата денешна дискусија ја започнувам со оваа голема мисла од нашиот премиер, која така надежно ми звучеше, слушајќи го неговото експозе при формирањето на владата. Денес, кога го разгледувам Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа, ве прашувам, посебно вас, колеги од мнозинството, каков е интегритетот на градоначалниците инсталирани од вашата коалиција и што стана со исполнувањето на ветувањата кои ги дадовте пред граѓаните. Еве, јас ќе ви одговорам во име на граѓаните кои ги представувам. После 3,5 години назадување и испустување на општините, 3,5 години нереализирани програмски ветувања, 3,5 години нови задолжувања за неработата на градоначалниците, 3,5 години пропаднати и истрошени пари на граѓаните и уште многу непоправлива штета за општините и државата и после 3,5 години на големи кредити, мали промени. Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Финансирање на единиците на локалната самоуправа, чија цел е да го олесни работењето на општините во време на COVID-19. За малку и ќе поверувавме дека станува збор за продуктивно, а не за промотивно решение. Значи, ќе се олесни финансискиот аспект на општините, но нема да се реши, затоа што станува збор за адхок решение кое, како што кажав, е многу повеќе промотивно, отколку да биде продуктивно. Имено, со денешново законско решение се предлага 4,5% од наплатениот просек на ДДВ од изминатите 3 години да се префрли на општините во 2021 година, наспроти актуелното решение 4,5% од ДДВ за 2020 година. Ова значи дека сите општини ќе поделат вкупно 36 милиони евра. Тоа се истите тие општини кои за својата неработа во 2018 година добија 50 милиони евра за да ги покријат неплатените долгови, но наместо тоа, само 2 години подоцна, градоначалниците од СДС направиле нови долгови во износ од 23 милиони евра. Како што си ја фатен редот, нели, власта го предлага денешното законско решение, кое секако ќе важи за 2021 година, затоа што избори се ближат и мора да се сокријат трагите од неспособноста на централната власт пресликани на локално ниво. Но ниту со овие дополнителни 2 милиони евра нема да се реализираат ветувањата кои ги дадоа градоначалниците на локалните избори. Зошто е тоа вака? Затоа што со предложениве законски измени власта нема да им помогне на општините, туку уште повеќе ќе им ги одврзе рацете на општинарите во планирање и трошење на локалните буџети. Ова решение, согласно досегашните искуства, ќе значи нови долгови кои потоа повторно ќе ги сервисираат граѓаните. Затоа што токму сега е моментот кој неспособните градоначалници кои не сработиле ништо ќе го искористат за општините и јавните предпријатија да ги претворат во партиски испостави за вработување и полнење на администрацијата наместо за проекти кои ќе им донесат бенефит на граѓаните. Па така, Охридскиот градоначалник, оној кој го пушти низ вода УНЕСКО статусот, ја дополни администрацијата со 32 нови вработувања, кои општина Охрид ќе ја чинат над 200.000 евра годишно. Со тоа, бројот на вработените во институцијата од 253 се искачува на 285 вработени, што пак е за 300% повеќе вработени од европскиот просек. Ама кој да ги гледа европските прописи и стандарди, кога ние само декларативно се залагаме за правиот пат кој води кон Европа? Ние можеме многу повеќе од Европа, затоа што кај нас вработувањата во локалните самоуправи се имуни на секаков вид пандемии. Па како ќе функционира општината без телефонист,
разноразни администратори, лица за протоколи, возачи. И сосема е небитно на што се должи потребата од зголемен број на вработувања. Сосема е небитно колку вработени треба да има локалната самоуправа согласно бројот на жители и колку ќе ја чинат општината новите вработувања. Затоа што се навикнавме државата да не третира како сточен фонд, како крави молзници и немоќни овци кои ги шиша до гола кожа. Најрепрезентативен пример за овој факт е јавното предпријатие Водовод Охрид, кое одамна е синоним за превработеност, кое едвај успева да ја фактурира водата во системот и кое наместо да финансира капитални проекти, финансира вработувања. Па така, наместо ветената комплетна санација на колекторскиот систем, охриѓани добија сукцесивно зголемување на цената на водата за пиење во следните 3 години. Санацијата доцни, по првиот дожд фекалиите се влеаја во Охридското езеро, но директорот не смееше да остане без личен возач и административни референти. Елементарната неспособност за менаџирање на водата е евидентна и резултира со фрапантно висок процент на загуби, но цената на водата и бројот на партиски подобни вработувања е во постојан пораст. Општина Охрид под водство на СДС покажа и докажа дека ниту знае, ниту може, зашто сведочи и извештајот на државната ревизија, според кој Охрид бележи загуби на вода од загрижувачки 72%. Може би звучи неверојатно, но чиста вистина е фактот дека Охрид руши рекорди на сите полиња. Општина Охрид до неодамна беше најпозната по највисокиот долг на општината од 15 милиони евра. Сега Охрид е на врвот според цената на водата, а стана рекордер и како што веќе спомнав и по бројот на вработувања кои ги надмина сите просеци. Овде ќе дадам само мал преглед на ветувањата кои ги добија охриѓани. Со планот за живот во Охрид на граѓаните им беше ветен модерен развој на туризмот, изградба на конгресен центар. Охрид како туристички центар ќе добиеше катна гаража, охриѓани ќе добиеја нови решенија за водоснабдување, но наместо тоа добија само високи сметки за вода. Во 2019 ќе се отвореше агроцентар, во истата 2019 година ќе добиевме и фабрика за комунален отпад. Ќе ја вратеа и моќта на местните и урбаните заедници. Сето ова до 2019 година, кога немаше пандемија. Ова е само малечок преглед на ветувањата, а што добивме, си знаат охриѓани, почнувајќи од УНЕСКО статусот па наваму. За среќа, нашата влада е великодушна, па дава без да се замисли дали има основа за благонаклонетоста кон расипничкото трошење на градските татковци. 4,5% од наплатениот данок на ДДВ ќе добијат општините, иако извештајот кој го објави Министерството за финансии ја обелодени состојбата во која се наоѓаат 80 општини во Македонија. Токму затоа, сметам дека овој предлог закон е едно од многуте политички некоректни решенија преку кои владата се обидува да ја замаскира неуспешноста на локалните самоуправи, решенија од кои со оваа власт, освен дупките по патиштата, за век и веков ќе ни останат и дупките во општинските буџети. Одговорност за неодговорното работење мора да има. Ќе завршам како и што почнав, со цитирање на големите мисли од почитуваниот ни премиер. Никој не е над законот, а функционерите со своето однесување мора да го покажуваат тоа. 3 министри за финансии во 2019 година не успеаја да ги сопрат разузданите градоначалници. И за крај вели, кога ќе се разбудите, да помислите што треба денес да направам за да ја заслужам довербата од граѓаните. Аман ништо не правете веќе. Доволно сторивте. Доста ни е од благодарници за сопруги, шпорети, за керки, проекти, за браќа, спортски сали претворени во ресторани. Имајте милост за граѓаните и заминете си затоа што сте поголема катастрофа од најголемите катастрофи кои воопшто не снашле. И држам до ова, затоа што власта која општеството го доведе во чучечка положба е нашата најголема катастрофа. Почитувани граѓани, по се што набројав, тешко е да се извага дали нашата власт е безобразна или безгрижна. Едно е и повеќе од јасно. Ако сепак ја слушате власта, таа ќе ви каже дека сме на коњ. И да, на коњ сме, ама липсан. Ви благодарам.